Хрватска е втората земја од Балканот по Словенија која стана членка на НАТО, а во 2013 година и се приклучи на Европската унија како 28 земја членка. Преговорите до прием во унијата траја 6 години. Во меѓувреме земјата се соочуваше со блокада од страна на Љубљана поради поморското разграничување. Велат дека без компромисот од Косор и Пахор, со кој практично Хрватска се откажа од дел од својата поморска територија, Загреб уште ќе беше далеку од Брисел. Една деценија Хрватска е членка на Европската унија. Тргна на тој пат на евроатлантски интеграции со Албанија и Македонија. Во таа тројка Македонија важеше за земја со напредни реформи. Сепак од оваа регионална тројка властите во Загреб беа најорганизирани, со многу елан и партиско-национален консензус, и 2013 година Хрватска стана 28-та членка на унијата. Уредникот и водител на оваа емисија Гора Чомовски неколку пати беше во Загреб. Ова ретро на Гора Чомовски е всушност индиректна паралела за искушенијата што допрва ја очекуваат Северна Македонија. Јадранка Косор беше премиерка на Хрватска во периодот од 2009 до 2011 година. Во политиката влезе како дел од конзервативните сили и се приклучи кон ХДЗ. Во 2003 година беше назначена за министер во кабинетот на премиерот Иво Санадер, а на таа позиција беше до 2009 година, кога ја презеде функцијата премиер. Во 2005 година Косор беше кандидат на ХДЗ за председател. По поразот на ХДЗ на парламентарните избори во 2011 година, Косор беше исклучена од партијата. Поранешната премиерка и лидер на ХДЗ очигледно се чувствува изолирана на политичката сцена. Својот јавен збор го публикуваше во неодамно издадената книга Денот после вчера, во која се собрани сите нејзини текстови од блогот и колумните, пишувани за Словенечки дневник. Книгата Ден после вчера е посветена на нејзиниот син Ловрен, доктор на филозофски науки. Хрватска на почетокот на јулија завршува првата декада од членството во Европската унија. По Словенија таа беше втората држава од екс Југословенската федерација, што се приклучи кон Европската унија. Откако 6 години преговараше со Брисел, властите во Загреб мораа да направат болни компромиси. Две условувања беа клучни: како да го решат поморското разграничување со Словенија и како да соработуваат со Хашкиот трибунал, а јунакот на татковинската војна Готовина да го екстрадираат кај Карло Дел Понте. Hrvatska je članica Europske unije, punopravna, i Hrvatska danas itekako vidi rezultate od ulaska. Jer gospodarski rast koji u ovom trenutku ima Hrvatska je isključivo zahvaljujući članstvu u Europskoj uniji. Хрватите во преговорите по поглавјата вклучија огромен експертски тим, надворешни консултанти и лобисти, без оглед на партиската припадност. Hrvatska je bila, mislim da je, nisam sigurna da li je i Slovenija to imala prije toga, ali Hrvatska je svakako bila jedna od rijetkih zemalja zbog veličine, odnosno zbog činjenice da smo mali, koja nije u pregovorima koristila samo ljude iz državne uprave, dakle iz državnog aparata, nego je koristila ljude iz akademske zajednice, iz privredne zajednice, iz gospodarskih komora, iz drugih dijelova društva, jer naprosto u državnoj upravi nismo imali dovoljno stručnih ljudi za sva poglavlja o kojima smo pregovarali i za sve podaspekte, jer tu u svakom poglavlju ima još puno specifičnih i specijaliziranih tema za koje trebate stručnjake. Словенија како сосед најпрвен ја блокира Хрватска поради непрецизното поморско разграничување. Преговорите траја долго, се додека двајцата тогашни премиери со меѓународна медијација не договорија споро да го решаваат со меѓународна арбитража. Mi smo se jedan i drugi bojali velikih incidenata, incidenti su se već događali, a neprijateljstvo je raslo i ja mislim da samo hrabri političari mogu raditi na taj način da sebe izlože da bi ostvarili neki viši cilj, a osobito da bi ostvarili neke državne interese. Gospodin Pahor, predsjednik Pahor, i dalje, i ja smo i dalje ostali prijatelji unatoč svemu i ja mislim da je to zapravo ta neka vrsta povjerenja koju smo mi uspjeli izgraditi na početku, iako se na samom početku nismo vjerovali ni ja njemu ni on meni, ali da je to bio ključ za uspješan u konačnici dogovor. A pregovori naši, nas dvoje, kad bi ostali sami, su bili vrlo teški, vrlo zahtjevni
Nekoliko puta smo se i on i ja zapravo dizali od stola, ali to je sada prošlost. Дали во тој период бевте свесни за евентуалните политички ризици, што и се покаже со нередите незадоволството меѓу хрватските граѓани во однос на овој договор кој го постигнавте со... Naravno. I jedan dio slovenske javnosti, jedan dio hrvatske javnosti nije bio zadovoljan što mi uopće razgovaramo, a kamoli da ćemo se nešto i dogovoriti. Починатиот екс-градоначалник на Загреб Милан Бандич, што 6 мандати речиси управуваше со метрополата, беше непосреден, јасен, но и контроверзен политичар, осомничен и за незаконски договори. Секогаш беше трн во окото на централната власт. Sve vlade zagovaraju istinsku decentralizaciju prije izbora, ali kad dođu na vlast, onda od te decentralizacije ne bude baš puno koristi. Oni ubiru porez, one najizdašnije poreze, a to je porez na dobit, PDV, znači porez na potrošnju, carinu. A zadnja izmjena zakona o porezu na dohodak je gradu Zagrebu također vlada ova koja je prije godina i u kojoj ja participiram u Saboru. Ostaće grad Zagreb kraći negdje za oko 400 milijuna kuna. U konačnici uvijek uzmu tamo gdje ima, ne, a u Zagrebu bude malo, ali mi bez obzira na to što nam uzimaju, ne smijemo sjediti skršteni ruku, moramo raditi i nekukamo. Grad Zagreb se razvija, grad Zagreb realizira svoje projekte, grad Zagreb je odgovoran jer se domaćinski odnosimo prema onome što su naši izvorni prihodi. Хрватските граѓани велат Бандич знае да игра со сите гарнитури, со сите досегашни, па и актуелната гарнитура владина во Хрватска. Pa nije tu Bandić toliko bitan, koliko je bitan grad. Ne može se kvalitetno ili najkvalitetnije voditi glavni grad koji je by the way 40% gospodarskog potencijala Hrvatske, koji je politički, kulturni, gospodarski centar u kojem su smještene sve institucije ove zemlje. U biti on pola Hrvatske. On se ne može voditi bez suradnje sa centralnom vlašću. Во Хрватска, како и сите постјугословенски и транзицијски држави, тајкуните владеат со економските и политички процеси. Во тој вртлок на криминал, подкупливост и незаконитост заврши и хрватскиот премиер Иво Санадер. Jedan od del na aferite na Sanader i jaz bi kažal дека to je najkrupna afera od pet korupcijskih aferi na poranešniот premijer Sanader. Koga govorime za Fimi Media, slučaj od Fimi Media, morame da gledame i geneza na problemot. Vo tranzicija na Republika Hrvatska od poranešna jugoslavenska država na samostojna država projde niz tranzicija vo koja trebaše da se osigurat slobodni izbori taga. I partijite ne bea ušte podgotveni da organizirat zakoniti finansiranje na politički kampanji. I HDZ beše jedan od njih. Po 90. godini je poznato дека HDZ se finansiral preku така наречени 200 семејства кои се створени како тајкунски семејства во процесот на приватизација на државниот имот, на државните компании и тоа беше прв извор на финансирање. Значи прво приватизација и после тие компании ги финансирале владеачка партија во тој период. Вториот извор на финансирање беше рекет на владеачка партија од другите приватни компании. Значи беа оценети со инспекции дека ќе бидат казнети ако не финансират кампањите на владеачка партија и трет извор на финансирање беше од другите државни фирми. Во 2000 години кога Санадер ја превземе власт, веќе немавме толку тие тајкунски, многу тие тајкунски семејства присутни, само беше остана Агрокор со Тодорич
i ušte nekoliko kompaniji i tuka to beše jedan izvor na financiranje. Agrokor vsekogaš i financiral glavните politički partiji v Hrvatska, SDP и HDZ. Загреб го треса две големи афери. Едната поврзана со Агрокор, втората со случајот Санадер. Актуелната политичка гарнитура тука во Загреб воглавном се занимава со случајот поврзан со Агрокор. Pa sjećam se, da, to je bilo vrijeme kad je Ivo Sanader bio šef tada glavne opozicijske stranke u Hrvatskoj, to je HDZ, i radili smo jedan klasični politički intervju gdje smo razgovarali u to vrijeme šta su bili problemi, to je bilo 2000. godine i sjećam se da on je bio dobar govornik, kasnije mi je još u emisiji nastupao 1, 2 ili 3 puta, dobar govornik, neke emisije su oscilirale, neke su bile malo žešće, neke malo manje, ali evo i dan danas je Ivo Sanader na neki način u javnosti prisutan. Više nije politički faktor, ali daje intervjue. Можете ли да претпоставите дека ова што денеска се случува со Санадер, дека и воопшто ќе заврши како осомничено лице? А и сега и се води истрага против него. Tada nisam mogao, te prije 18 godina nisam mogao to nikako pretpostaviti da će biti tako, ali kako je vrijeme odmicalo, njegov način obnašanja vlasti je dao dovoljno povode da se posumnje da bi to moglo biti tako, tako da su ljudi već negdje tamo od, ajmo reći, 2010. Je bilo dosta ozbiljnih inkriminacija na njegov račun. I togaš niko i ne gidiral za kriminalот во приватизација. Рустам Маршалевски, ви имавте едно излагање во Македонската академија на науки и уметности, поврзано со казнената одговорност на политичките партии, но и правните субјекти. Кои се клучните поенти од вашата анализа? Според мојата анализа е дека би требало да се овозможи кривична одговорност на политички партии за сите кривични дела и тоа имавме во Република Хрватска и за тоа се и можеше да се отвори кривична постапка против ХДЗ. Во еден предбожикен престој во Хрватска, јавноста беше шокирана од распадот на Агрокор, синоним на систем кој ги интегрираше сите хрватски брендови, преку 40 компании во еден голем систем што создавал 10% од бруто општественото производство во Хрватска. Додека во Загреб се вршија претреси, Ивица Тодорич беше во Лондон, без изгледи да биде исправен пред обвинителен акт. По 6 години судир околу Ивица Тодорич и актуелниот премиер Пленковиќ, газдата на Агрокор, се огласи во април годинава. Pa na vrlo jednostavan način. Hrvatski tajkuni, mislim da nije to ništa drukčije nego i u svijetu. Hrvatski tajkuni financiraju hrvatske stranke i onda im to te hrvatske stranke kada dođu na vlast vraćaju na ovaj ili onaj način. Ne bi nikoga prejudicirao, ne bi ništa prejudicirao, nikoga optuživao, samo mogu reći sljedeće. 55.000 zaposlenih u sustavu Agrokora je plod dugogodišnjeg rada i razvijanja Agrokora u kojem su sudjelovale sve vlade Republike Hrvatske od 90. do danas. Pa ja ću vam reći da su hrvatski građani po ovom iskustvu potpuno inficirani politikom, tako da je publicistika kao područje najčitanije. Posebno hrvatski autori kao Jadranka Kosor, Manolić, Šeks, Rajić. To je neka literatura koja je produktivna i koja zapravo Hrvate najviše zanima. Nakon toga knjige iz samopomoći, znači nekakva ezoterija, pomozite sami sebi na ovaj ili onaj način. Beletristika, posebno u zadnje vrijeme hrvatski autori koji su iskočili nakon dugo vremena ponovo u prvi plan, kao Kristijan Novak, Damir Karakaš, Mani Gotovac, Rade Šerbedžija, Igor Mandić, Slobodan Šnajder. Znači, mogu vam reći da su to pisci koji se najviše čitaju. Хрватскиот проект за членство во Европската унија ја внесе државата во средно развиени држави на Европа, со зачувување на традиционалните културолошки вредности. Неодамна гостин и соговорник на Трилинг беше Стипе Месич, премиер и во 2 мандати председател на државата. Pa mi smo, da bi ušli u Europsku uniju, morali ispuniti određene uvjete, ostvariti standarde i to bi bilo presudno za ulazak u Europsku uniju. Europska unija je jedan milenijski projekt
i naš je cilj bio da što prije ostvarimo taj ulazak u Europsku uniju. Nažalost, sada je, što se drugih zemalja Balkana tiče, zaustavljen taj proces, ja ne znam zašto. Господин Месич, Македонија имаше подобра стартна позиција од Хрватска. Каде македонските водства затаија во однос на патот кон НАТО и Европската унија? Osobno ja mislim da je jedna velika nepravda prema Makedoniji, jer je ona ostvarila uglavnom sve značajne postavljene zadatke i mislim da je morala već završiti pregovore za ulazak u Europsku uniju. Ja ne znam zašto je došlo do zastoja u pregovorima u ulasku u Uniju, jer ja sam rekao, Europska unija je milenijski projekt. Oni koji su ga projektirali, to su bili uistinu lideri koji su znali zašto se Europa mora udružiti, jer samo udružena Europa može biti veliki igrač među današnjim velikim igračima. Pitanje je da li je problem bio u vodstvu Makedonije, jer Makedonija ispunjavala sve potrebne uvjete. Problem je, meni se čini, u Europskoj uniji, jer Europska unija je, meni se čini, malo zasićena sa proširivanjem, a oni koji čekaju, oni su zasićeni sa čekanjem. Колку и на каков начин членството на Хрватска во Европската унија го ја врати довербата на граѓаните, поточно на хрватските граѓани во правосудниот систем и во функционирањето на институциите? Ja smatram da pravosuđe je veliki, da tako kažem, faktor koji odlučuje o tome kakav će biti život u jednoj zemlji. Jer ako pravosuđe djeluje u skladu sa Ustavom, sa zakonima, a ako pravosuđe djeluje na vrijeme da se uočene nepravilnosti riješe u pravosudnom sustavu, onda građani vjeruju u taj sustav. Međutim, ako predugo traju procesi, bez obzira kako oni završili, već se gubi interes za pravosudne odluke. Znate, ako godinama se razvlače neki predmeti za koje građani žele da bude riješeni što prije, onda se gubi u uvjerljivosti. Građani gube strpljenje. Во Трилинг досега имавте можност да следите дел од словенечките европски искуства, како и серија на разговори во Бугарија. Секаде има евроскептици. Овие членки на Европската унија се добар извор на искуство и пракса, што може да бидат стимулација за македонското општество.